Македонија вечна, моја Македонија. Светите браќа Кирил и Методија. Пресвртница во културниот и историскиот развиток на сите словенски народи представува ангажирањето на византиските мисионери, солунците Константин и Методија во изнаоѓањето на словенската азбука, во создавањето на првиот словенски книжевен јазик и во преведувањето на богослужбени книги на словенски јазик и неговото воведување во богослужбата. Од овој историски момент, оддалечен од нас повеќе од 11 столетја, може да се смета дека словенските народи стапуваат во кругот на културните народи на Европа. Светото историско дело на словенските учители, светите Кирил и Методија, првата примена ја доживеа во далечни Моравија и Панонија, Чешка, Словачка, каде што дотогаш христијанството се ширеше од мисионери од Рим и Византија на латински и грчки јазик, јазици неразбирливи за словенските народни маси во земјите од Централна Европа. Словенската писменост и богослужба беа прифатени со изблици на среќа, радост и задоволство поради разбирливиот словенски јазик во просветувањето и богослужбата, но истовремено и со жесток отпор, прекори и напади, често и со крвави пресметки од ненародното латинско-германско свештенство. Филолошкото проучување на словенските јазици треба да започне со проучување на старословенскиот јазик. Е научна мисла на заслужниот славист од Чешка, Словачка Јозеф Добровски 1753-1829 година. Трнливиот пат на солунските браќа, светите Кирил и Методија, нивната мисија кај разни народи, изворно ги имаме во панонските легенди, пишувани на словенски јазик, дела што настанале по нивната смрт, со желба да се зачува за потомството споменот за основоположниците на словенската просвета и богослужба. Искрениот и благодарствен тон во двете житија и првиот оригинален состав во словенската книжевност, похвала на нашиот блажен татко и учител, словенски Кирил филозоф, е испеан во Рим од верниот негов ученик, презвитер Климент, подоцна прославениот свети Климент Охридски. Канонот на свети Методија е од перото на Константин презвитер Брегалнички, кој работел на христијанизирање на македонските словени крај бреговите на реката Брегалница. Значени извори за запознавањето на животот и делото на солунските браќа се и латинските, римските. Целата активност на светите солунски браќа околу воведувањето на словенскиот јазик во богослужбата се одвивала во Моравија и Панонија, кои припаѓаат под власт на римскиот папа, тоест латинската црква. Латинските извори се писмата на папите од Рим испраќани до моравските словенски кнезови, до латинските бископи, до солунските браќа за словенските богослужби и активности, и писмата до папите за загрозеноста на латино-германското свештенство од правото на браќата да ја организираат и управуваат словенската црква во Моравија и Панонија. Од огромна вредност се и сведоштвата на библиотекарот на Римската црква Анастасија, кој лично ги познавал светите Кирил и Методија уште од Цариград, пред Моравската мисија. Во Солун, еден од поважните центри на Византиската империја, се родиле најстариот и најмладиот син на Лав и Марија, Методија и Константин. Лав заземаше висока државна служба, помошник на војниот командант за Солунската област, а Марија од видна фамилија позната и на царскиот двор во Цариград. Крстеното име на Методија не е познато, а се предполага дека е роден меѓу 810 и 820 година. Најмладиот син Константин, подоцна прославен со калуѓерско име Кирил,
е роден во 826-827 година, кој умрел на 14 февруари 869 година на 42 годишна возраст. Свети Методий по здобивањето образование се посветува на државни работи. 10 години бил управник Византиски Василевс на една словенска област околу реката Брегалница во Византиското царство. Познавајќи го говорот на македонските словени од Солунско, по 10 годишниот престој на чело на Брегалничката словенска област, сосема добро го владеел словенскиот говор од таа област. Оттаму тој заминува во манастир на Олимп и се заколугерува. Олимп во Мала Азија над денешниот град Бурса, не Олимп седиштето на класичните грчки богови на границата помеѓу Македонија и Тесалија. Замоношувањето на Свети Методий е во времето на цариградскиот патриарх Методий I, петата деценија од 9 век. Во споредба со скромните податоци од младешките дни на Свети Методий, за Свети Кирил има изобилство податоци. Крстеното име на Свети Кирил е Константин и тој е седмо дете на Лав и Марија. Со својата љубов кон науката се проучул и царскиот доглавник го зел во Цариград за да се доусовршува во највисоката школа Магнаур со ранг на денешен универзитет. Константин се проставил со својот ум и бил советник на царскиот доглавник и библиотекар при Патриаршиската библиотека во Цариград во црквата Света Софија. Потоа тој се повлекува во манастир на Босфор и по 6 месеци бил поканет да биде професор по филозофија во Магнаурската школа и од тогаш го викаат Константин филозоф. Во текот на својот живот Константин филозоф беше представник на Византискиот двор и Цариградската патриаршија како раководител на 3 политичко-верски мисии – арапската, хазарската и моравската мисија. На 24 годишна возраст ја води арапската мисија кај калифот Мутевакил. Оној калифот 1001 ноќ од 353-та ноќ, Мутавакил и неговата робинка, и од 419-та ноќ Мутавакил и Ибн Ханин, кој владеел од 847 до 861 година. Ги запознава животот и обичаите на сарацените, арапскиот јазик и по успешно завршената мисија се упатува во осаменост во манастирот Полихрон на Олимп кај брат му Методија, во кој по заедничката хазарска мисија Методија станува игумен. Хазарската мисија 860-861 година имала група византиски пратеници водени од Константин и Методија. Хазарите изградиле моќна држава уште во 7 век од Днепар до Касписко море и барале помош од Византија да се спротивстават верски и политички на евреите и арапите, но и нуделе војнички сојуз против варјагите, русите и арапите и заеднички акции против гусарството на Црно море. За време на хазарската мисија значајно е што светите браќа ги пронашле моштите на маченикот, папата римски Климент I, кој уживал голема почит кај римјаните. Константин филозоф составил и книжевни творби, опис за пронаоѓањето на моштите, пофална химна и слово во чест на маченикот и светител Климент I. За време на хазарската мисија во Херсонес, Константин се запознава убаво со еврејскиот, самаријанскиот и рошкиот јазик, со превод на псалтир и евангелија, а се предпоставува дека станува збор за готски превод на Библијата. Од хазарите, византиските мисионери, начело со Константин и Методија, се враќаат триумфално со успешно склучени политички договори, со успеси на црковен план и со останките на папата Климент I. Во знак на благодарност и признание, патриархот Византиски сакал Методија да го наименува за архиепископ, но тој со благодарност заминува во манастирот Полихрон на Олимп како игумен. Константин останал во Цариград на располагање на Византискиот двор,
со духовни молитви и дешифрирање на записите на чашата на еврејскиот цар Соломон, што се чувала во црквата Света Софија во Цариград. Панонските легенди, основа за житијата на Свети Кирил и Методија од раката на Свети Климент Охридски, латинските извори и делумно грчки, се главни за запознавање со моравската мисија и водачите Константин и Методија. Според обете житија на Свети Кирил и Методии, во панонските легенди, иницијатива за покренување и изведување на моравската мисија дал моравскиот кнез Растислав 846-870 година, кој, стабилизирајќи ја државната власт во Моравија, презел мерки и да го реши прашањето на црковната организација. Латинско-германското свештенство ја држеле црквата во своји раце и представувале постојана закана за самостојноста на моравската држава. Затоа Растислав побарал од Византија мисионери кои ќе организираат црквата во Моравија и ќе воведат разбирлив словенски јазик во богослужбата. А со ова, тој сака и војнички да се поврзе со Византија за да парира безбедносно на Германско-Бугарскиот сојуз. За оваа намера Растислав во 862 година го испратил во Византија својот внук Свјатополк пред византискиот Василевс Михаил. Во житието на Свети Кирил, молбата на моравците вака е формулирана. За нашите луѓе кои се откажаа од многобожството и го прифатија христијанството, ние немаме учители што би објасниле вистинската христијанска вера на наш јазик словенски. Затоа, Господару, испрати ни таков епископ и учител. Во житието на Свети Методиј се вели: кај нас дошле мнози научители христијани од Италија, Грција и Германија, кои не учат различно, а ние, словените, како прости во писменоста, нема кој да не упати кон вистината. Затоа ни треба таков маж кој ќе ни ја разјасни секоја вистина. Во обете житија се нагласува дека се инсистира на учители мисионери кои ќе го шират христијанството на словенски јазик. Кнезот Растислав молел од Византија во Моравија да испрати и епископ кој ќе организира Моравската црква, самостојна во однос на Рим. Изборот за мисионери во Моравија паднал на солунските браќа Константин и Методија. Зборовите на цар Михаил до Константин: филозофу, освен тебе, друг не ќе може да му помогне на Растислав. Земи го со себе брата си Методија, игуменот. Вие сте солунци, а сите солунци говорат чисто словенски. Најважно во одлуката на царот Михаил, мисијата да ја довери на Константин и Методија, е нивното познавање на словенскиот јазик од Солунско, но и од управувањето на словенското брегалничко кнеженство од Методија, каде се запознал подобро со животот, обичаите и јазикот на словенските луѓе. Како познавачи на многу јазици и на словенскиот јазик, со своите соработници ги составиле првите словенски азбуки, глаголицата и кирилицата, и со нивна помош, користејќи го словенскиот, македонскиот јазик од Солунско, ги превеле најпотребните богослужбени книги. Карактеристично за обете азбуки е што тие имале своји имиња: А, Аз, Б, Буки, В, Веди и така натаму. Со овие имиња на буквите се служеле словените долго, а кај нас во Македонија до крајот на 19. век. Одделни букви имале и бројна вредност: А1, В2, Г3, К20, Л30, Р100 и така натаму. Бројот на буквите во старословенските азбуки изнесува 38, според првиот бранител на словенската азбука, Црноризец Храбар. Старословенскиот јазик на Константин и Методија во богослужбените книги можеме слободно да го наречеме старомакедонски, со што правиме разлика од денешниот македонски јазик и од јазикот на Александар Македонски. Во тој период 90% од зборовите употребени од Константин и Методија биле заеднички за сите словени.
Разликата помеѓу словенските јазици настанале подоцна врз база на влијание на соседните јазици на односните словенски народи – германски, унгарски, турски, италијански, арапски. Користејќи се со ново создадената словенска азбука и старомакедонски словенски јазик, Константин и Методија и нивните соработници Климент и Наум, идните охридски просветители, ги превеле сите потребни богослужбени книги и подготвени тргнале кај моравските словени. Носејќи со себе и царска порака за кнезот Растислав, солунските браќа биле топло пречекани од моравскиот кнез и од населението. Веднаш им дал ученици моравци за побрзо и поефикасно Христово учење на словенски јазик низ целото моравско кнежевство. Со успесите на просветувањето на народот на Моравија се создаваат и проблеми од латино-германското свештенство. Во 864 година Моравската држава на чело со Растислав се бори против обединетите германско-бугарски војски кои со голема сила навлегле во Моравија, приморувајќи го Растислав на покорност. Латино-германското свештенство одново ги зазема позициите во црквата во Моравија. Светите браќа, враќајќи се во Цариград, одејќи кон пристаништето Венеција, биле благодарно задржани во Панонија од кнезот Коцелј, кој им дал 50 мина ученици да ја практикуваат богослужбата на словенски јазик и писмо. По успешниот престој кај Коцелј, солунските браќа тргнуваат за Венеција, каде чекајќи брод за Цариград, имале безброј дискусии со венецијанските свештеници, тријазичници, кои се противеле на словенското писмо и јазик во богослужбите, поборници за 3 свети јазици – еврејски, грчки и латински. Константин тврдел дека подбивните зборови, напишани на крстот на еврејски, грчки и латински «Исус е цар на јудеите», не може да бидат свети, туку секој народ треба на својот јазик да ја дознае и разбее Христовата вистина. Заблудата за тријазичноста им ја разјаснувал и со употребата на ерменскиот, персискиот, аварскиот, сирискиот, арапскиот јазик во богослужбите кај сите народи. За време на престојот во Венеција, солунските браќа добиле покана од папата Никола I да дојдат во Рим, да го решат спорот за јазиците. Солунските браќа стигнуваат во Рим по брзата смрт на папата Никола I, а на папскиот престол се наоѓал папата Хадријан II, кој им приредил величествен пречек со римските граѓани и поради тоа што со нив биле и моштите на нивниот сакан папа Климент I, откриени и земени при хазарската мисија кај Херсонес. Моментот на пристигнување на словенските просветители со моштите на Климент I, маченикот, е овековечен на импресивна фреска во базиликата Свети Климент во Рим. Топлиот пречек се должи и на политички планови. Преку словенската богослужба да се придобијат балканските словени за Римската црква, како што пред тоа беше постигнато со бугарите, кои од Рим побараа 20 бискупи за организирање на бугарската црква, еднакво верско пријателство како и политичкото со германско-бугарскиот воен сојуз. Во Рим браќата останале подолго време. Папата и покрај отпорност од некои црковни доглавници ги зел во заштита словенските книги. При тоа наредил во неколку римски цркви да се отслужи богослужби на словенски јазик, со што и службено бил признат за нов богослужбен јазик, кој пред тоа бил признат и од Цариград. Тогаш Методија бил посветен за свештеник, а Константин во постар калуѓерски ред, добивајќи го и новото име Кирил. Голем дел од учениците на солунските браќа биле ракоположени во свештеници, ѓакони и подјаконски звања. Климент и Наум биле ракоположени за презвитери. Откога го постигнал се во ова, Свети Кирил умрел во Рим на 14 февруари 869 година. Биле отслужени свечени за упокоени молитви и Свети Кирил бил закопан во Рим, денес во една од најстарите римски базилики посветени на Климент I, недалеку од Колосеумот во средната црква од Рите, се наоѓа саркофагот во кој лежат моштите на просветителот на словените Свети Кирил
Солунецот. Погодишниот помен за Свети Кирил, по молба на Коцелј, папата го испратил Методија за организатор на Панонската Словенска црква, а за тој чин Методија бил ракоположен за архиепископ. Но кога Методија 870 година се враќа во Моравија за да го заземе архиепископското место, дошол во нов судир со германското свештенство, при што настрадал и кнез Растислав, кој бил заробен од германците со измама, предавство на внукот Свјатополк и осуден на смрт, а потоа само ослепен и фрлен в Зандана. Методија незаштитен и тој е осуден и фрлен в Зандана со обвинение за бесправно организирање на Словенска црква. Германците по употребата го фрлиле во затвор и Свјатополк, но моравците се дигнале на бунт и под водство на ослободениот Свјатополк тешко ги поразиле германците. Методија е пуштен од затвор 873 година и известно време е во Панонија кај Коцелј, а по неговата смрт се враќа во Моравија на ново организирање на Словенската црква. Но латинските духовници не престануваат со непријателствата. Тој е приморан и два пати да оди во Рим пред папите за да победи со вистината, која била секогаш замаглувана од латинските свештеници користејки го и несигурниот Свјатополк. За време на еден помирен период Методија оди во Цариград за да реферира на царот и на патриархот за мисијата. Во Цариград му е одадено огромно признание и се враќа во Моравија, каде пред 884 година го довршува преводот на Библијата, со што словените ја добиваат во превод цела Библија и сите законски дела за регулирање на односите внатре во христијанската Словенска црква. Пред својата смрт, 6. април 885 година, Методија го одредува за свој наследник Гораст Моравецот, но латинските свештеници, начело со големиот непријател на словените бискупот Вихинг, одбиваат да го признаат Гораст за архиепископ и ги обвинуваат методиевските ученици за еретици. Жестокиот прогон на словенските учители и свештенослужители започнува по свечениот закоп на Методија од верните ученици. Развратниот кнез Свјатополк не ги заштитува и целосно им ја дава власта на латинските духовници, кои ги избркале сите словенски учители од Моравија. Некои ги затвориле, а некои ги продале како робови. Климент, Наум и Ангеларии биле протерани на југ во Бугарија, а потоа Климент и Наум се преместуваат во Македонија, каде најсилно ја продолжуваат просветната и книжевна дејност, проширувајќи ги делата на светите Кирил и Методија, создавајќи ја првата словенска азбука, преведувајќи ги на словенски јазик богослужбените книги, издигнувајќи еден македонски говор на степен на прв словенски книжевен јазик, формирајќи силни следбеници, се словенските првопросветители Свети Кирил и Методија станаа најзаслужни за словенската просвета, богослужба и култура. Од тука и огромната почит што на Светите Кирил и Методија им се оддава кај сите словенски народи, од нивни дни па се до денес. Почитувани, се обидував колку што можам повеќе да ви се обраќам со факти и записи, колку што можам помалку да ја користам формата на карактеристично хагиографско представување на вистината за се словенските просветители Свети Кирил и Свети Методија. Со нивната вечност станавме вечни и ние словените. 1880 година папата Лав VIII ја официализира нивната светост со воведување во римокатоличкиот календар, а во 1990 папата Јован Павле II ги назначува за созаштитници на Европа заедно со Бенедикт Нурсиски. На светите браќа Кирил и Методија им се поклонуваат сите христијани. Македонија вечна, моја, наша Македонија.